Партија, карти и табла. Пензионерскиот дом во Тетово е секојдневно собиралиште на различни генерации и националности. Пензионерите се потсетуваат на своите времиња и на заедништвото во кое се живеело. Помладите пак, кои често им прават друштво, велат дека и денеска се гради со животот. Ја живеем многу убаво. Со банци сум работал 40 години. У куќа ќе влезем, кај нив ќе излезем, све. Тоа, кај мене со банци многу добар сум бил. Абе се слабо се дружа. А старите здраво кој ќе ме види тоа. И треба да му се стави на глава на деца, на младите, дека више со ова не се живи. Тој е националист и јас сум, што ти јас знам, јас сум патриот, тој е тоа, више така нема работи во светот. Сега треба да се знае како треба да идат луѓе и како младите треба да се учат во факултет. Од невладиниот сектор сметаат дека за зголемување на довербата меѓу заедниците потребно е да се работи особено со младите, наместо да се делат, да имаат повеќе заеднички активности. Во Македонија релативно се добри меѓуетничките односи, но има простор да се делува повеќе, да се направат повеќе проекти за младите, да се направат повеќе можности за младите да се вработат. Исто, пример да биде кај сите покриено интересот кој го имаат младите за да развиват проекти од културата, проекти од спортот и да развиват заеднички проекти, бидејќи така ќе биде подобро за сите и ќе градиме подобри меѓуетнички односи кои му са потребни на нашата земја. Можем да кажам конкретно, бидејќи ние живиме во градот Тетово. Во градот Тетово се добри меѓуетничките односи. Треба да се работи, пример, да младите имат повеќе заеднички акции, како што се културни активности, како што се спортски активности, да не се делиме. Според познавачите, владењето на правото, институционалниот диалог меѓу заедниците, како и спроведувањето на одредбите од рамковниот договор, се клучни за добри меѓуетнички односи. Тој сврзник помеѓу граѓаните кој што постоел претходно, за жал се помалку и помалку го има. Тоа може да го почувствуваме секојдневно и сметам дека треба да продолжиме да работиме во таа насока со многу повеќе труд, време, енергија, инвестиции, за да можеме да изградиме едно општество каде што нема да постои јас помеѓу граѓаните. Пораката до политичарите е дека треба да го почитуваат тоа што го договорија во 2001 година, бараме владење на право, владење на законите, бараме и измени уште повеќе на законот за локална самоуправа, за оние механизми, алатки кои што се предвидени каде што да постои институционален диалог помеѓу заедниците кои што сега го немаме и не функционира на локално ниво, истиот да си го завземе своето место за да може сите граѓани на Република Македонија да ги почувствуваат тие придобивки. Во секојдневието комуникација помеѓу граѓаните има. Различни вери, култури и националности, цркви, џамии, разноликост на јазици, мислења, ставови и потреби. И сето тоа во еден град. Некогаш конфликтно Тетово има можност да биде символ на соживотот.